Македонија 5 години во НАТО. За да застанеме рамо до рамо со големите земји членки, потребни се инвестиции во македонската армија, а тоа ќе се случи наредниот период, најави министерот за одбрана Владо Мисајловски. Според него, државата мора да продолжи да ги јакне националните капацитети, да вложува во одбраната, да ги зацврстува партнерствата со сојузниците и да придонесува во регионалната и глобалната безбедност и стабилност. Вие знаете многу добро дека многу голем број од нашите капацитети што ги има Министерството за одбрана, но и во армијата се за жал во лоша состојба. Кога треба да бидеме еднакви на масата и да седиме со големите земји членки, треба да одвојуваме средства и за овие објекти денеска кај што сме тука. И сакам да најавам дека сите овие објекти што се од Министерството, како што е Домот на Арама, кој што оваа година започнуваме фаза на проектирање, да направиме проекти да започнеме со целосна реконструкција здрави од следните години. Во ек на војната во Украина пред НАТО се голем број предизвици. Според пензионираниот генерал Павле Арсовски, алијансата секогаш изнаоѓала начини да се справи со сите ситуации. НАТО во својата 76 годишна историја имал еднакво тешки и предизвикувачки периоди, па сепак сојузниците секогаш изнаоѓале начин како алијансата да продолжи да обстојува и да ја извршува својата функција. А тоа е безбедност на северноатлантскиот регион, стабилност, одвраќање и мир преку воена способност. Според пензионираниот генерал Илија Николовски, Македонија многу добила со членството во алијансата. Со зачленувањето во НАТО се подобрува контролата на воздушниот простор на Република Македонија и веќе ги имаме придобивките во таа област. Нашиот јужен сосед тоа го прави бесплатно за нашата земја. Ни се овозможува да ги користиме искуствата, стандардите и придобивките во управувањето со кризи, поуспешно справување со потенцијалните безбедности ризици. Македонија на 27 март 2020 година официјално стана 30-та земја членка на НАТО, со што беше остварена една од најважните стратешки цели која со едногласна одлука на собранието беше донесена уште во 1993 година.